Денеска православната црква ги празнува светиот великомаченик Теодор Стратилат, светиот пророк Захарија и светиот Сава, втор архиепископ српски. Светиот великомаченик Теодор Стратилат има мачеништво подрагоцено од драгоценото. Драгоценоста на мачеништвото зависи од големината на благата што еден христијанин ќе ги напушти и наместо тоа ќе прими страдање. И зависи уште од големината на страдањата што тој ќе ги поднесе заради Христа. Светиот Теодор, римски војвода, во војската на царот Ликинии и градоначалник на градот Ираклија, ја презрел и сета младост, и убавина, и чинот војводски, и милоста царска. И наместо сето тоа примил врз себе грозни маки заради Христа. Најпрво Теодор бил шибан и примал 600 удари по грбот и 500 по стомакот. Потоа бил кренат на крст и целиот изрешетан со стрели. Најпосле бил со меч исечен. Зошто сето тоа? Затоа што светиот Теодор го љубел Христа Исуса над се во светот. Затоа што го презрел безумното идолопоклоничко суеверие на царот Ликинии, па ги искршил идолите од сребро и од злато и од парчињата од нив, ги раздал на сиромасите, затоа што обратил многумина во верата Христова и го повикал и царот Ликинии да се одрече од идолите и да поверува во единиот жив Бог. За време на сите тие мачења светиот Теодор непрестајно говорел: "Слава ти, Боже мој, слава ти." Светиот Теодор пострадал на 8 февруари 319 година. Во 3 часот попладне и се преселил во царството Христово. Тој се смета за заштитник на војниците кои го повикуваат на помош. Неговите чудотворни мошти се пренесени од Евхаита во Цариград и погребани во црквата Влахерна.
Светиот пророк Захарија, 11-тиот по малите пророци. Заедно со пророкот Агеј го побудувал кнезот Зоровавел да го обнови храмот Ерусалимски. Го прорекол свеченото влегување Христово во Ерусалим качен на осле, рожба на ослица и јудиното предавство за 30 сребреници. И тие ми одредија плата од 30 сребреници и бегањето на апостолите од Христа во времето на неговото страдање. Порази го пастирот и овците ќе се распрснат. Пророкот Захарија се нарекува срповидец, затоа што во визија видел срп што влегува од небото за да ги покоси неправедните, особено арамиите и хулителите на името Божјо. Се упокоил во последните години на царувањето на Дари Хистасп околу 520 година пред Христа. Светиот Сава, втори архиепископ српски. Син на кралот Стефан Првовенчан и внук на светиот Сава први. Пред монашењето се викал Предислав. Последувајќи му го примерот на својот голем стрико, Предислав се замонашил и ревносно му се предал на подвигот. Избран е за епископ српски по светиот Арсени под името Сава II. Управувал со црквата со голема преданост и со голема љубов. Се упокоил во 1268 година. Моштите му лежат во манастирот во Пеќ. Достойно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величае.